Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се минути за најновите информации од културата. Светило на врв планина е прво илустрирано и адаптирано житие за деца за македонската светителка Света Спаса Вишенска. Книгата има за цел да ја доближи нејзината животна приказна до најмладата читателска публика, преку едноставен и достапен јазик збогатен со илустрации. Светило на врв на планина е првото илустрирано и адаптирано житие за деца за македонски светител. Автор на книгата е Јасмина Кантарџиева Димков, а илустрациите ги изработи уметницата Викторија Поповска. Делото е посветено на Света Спаса Вишенска и има цел да ја доближи нејзината животна приказна до најмладата читателска публика преку едноставен и достапен јазик збогатен со илустрации. Станува збор за прво житие адаптирано и илустрирано за деца, за македонски светител, во случајов за Света Спаса Вишенска, која е канонизирана во 2023 година од Македонската православна црква. Со оглед на тоа што имаме во Македонија над 40 светители, целта беше да се доближи барем некој од нив, еве за почеток од Света Спаса Вишенска, до најмладата публика, па понатаму ќе видиме како ќе се обработуваат и други. Планот е да работиме и на житија адаптирани за деца на други светители, со оглед на тоа што ваква литература е малку достапна кај нас во Македонија. Пораката на книгата е ширење на љубов, вера и надеж, представување на животот на наша светителка и доближување на незиниот живот до најмладата популација, па и до родителите и бабите. Според уредникот на книгата, отец Александар Димовски, мотивацијата за создавање на ова дело произлегла од потребата содржините од духовното и културното наследство да станат разбирливи, блиски и инспиративни за децата. Целта на книгата е јасна. Секој да разбере и да го прими примерот на Света Спаса, прво да разбере за нејзиниот свет живот, како таа го следела Христа и со тоа не повикува и нас да го следиме Христа и ни дава совршен пример, особено денес кога живееме во еден комфор, дека човекот треба да се научи на воздржание, човекот треба да е со малку задоволен, човекот треба да копне и да живее само за она што следи после овој живот, затоа што само така може да се помине лудилото во овој современ свет. И затоа јас и во предговорот како уредник на книгата реков, оваа порака не треба да стигне само до читателите, односно до децата, кои се таргет на изданието, туку до секој еден родител, секој еден човек, затоа што овие работи што ги кажав претходно, мораме да ги втемелиме во воспитувањето на нашите деца од самиот почеток. Тоа е всушност и целта на оваа книга. Книгата е реализирана со поддршка на Министерството за култура и туризам. Меѓународниот фестивал на етнографски филм Етнов оваа година го одбележа своето 11-то издание. Фестивалот пресликува долготрајна заложба во промоцијата на етнографските филмови, имплементација во културата како и промоција на етнолошките и антрополошките науки во Македонија. Целта на овој фестивал е да овозможи простор каде овој тип на филм ќе се презентира на јавноста, а преку тоа да се дознае и неговата важност, но и да инспирира. Го основавме фестивалот заедно со неколку мина колеги и професор од Македонското студентско етнолошко друштво. Започнавме како студентски филм фестивал, но потоа низ годините ја променивме титулата, стана меѓународен филм фестивал. Денес го отвараме изданието, 6. На програмата ќе има неколку мина филмови. Тоа ќе биде Силниот човек од Буренг, потоа Обичен херој, чиј што автор ќе биде присутен во публиката и по завршувањето на неговиот филм ќе може публиката да поставува прашања во врска со неговиот филм. Потоа Врзувачот на Мушички, исто така авторот негов ќе биде тука, ќе биде присутен, така што повторно публиката може да поставува прашања, како и Чикори кон загубите. Потоа на 7 започнуваме со Училиште за животот, тоа е Манца Филак, Словенија. Потоа Ама, Клаудија Чау, Шпанија. Живење меѓу мртвите, Не плети лесо, Должник на мртвите.
Етнографскиот филм всушност е слично нешто на документарен филм, меѓутоа ние се обидуваме да ја прикажеме по реалистичната слика на состојбите, на реакциите на луѓето. Го снимаме оно што не може нели да го сними фотографија или така натаму. Тоа е всушност етнографски филм. Да се прикаже реалистичната слика и ситуација на нештото. Свечен концерт во чест на 100 годишнината од раѓањето на Микис Теодоракис, еден од најголемите композитори на 20 век, се одржа во Македонската опера и балет. Свечен концерт посветен на 100 годишнината од раѓањето на Микис Теодоракис, еден од најголемите композитори на 20 век, се одржа во средата во Македонската опера и балет. We are delighted to be here tonight to celebrate 100 years from the birth of the very famous composer Mikis Theodorakis. It's an honor for us. We thank the opera very much. Music is important. It builds bridges. These are songs that are very well known, especially in our part of the world. And we also thank very much the artists that came from Greece. На концертот во Скопје настапија реномираните музичари од Грција Клеоники Демири вокал, Акилиас Гуастор пијано, Лефтерис Гривас хармоника и Димитрис Куфогиоргос мандолина и бузуки. Демири е позната по своите интерпретации на големите имиња од грчката музика и настапите на бројни сцени во Европа. Додека нејзините соработници се искусни инструменталисти со богата концертна кариера, чија изведба се карактеризира со прецизност и автентичен звук. Заедно, тие ги изведоа најзначајните дела на Теодоракис, од познатите филмски теми до помалку изведуваните композиции што го откриваат целото богатство на неговиот опус. Микис Теодоракис Микис Теодоракис е универзален композитор. Тој е познат интернационален композитор и грчки композитор. И е композитор кој што всушност ги обединува народите во мир. Програмата избравме заедно со моите колеги, со Димитрис Куфогиоргос, со Лефтерис Гривас и со Ахилеас Гуастор, Ја избравме заради тоа што оваа програма всушност не представува нам и всушност тоа се песните кои што не само што се познати во Грција, туку се познати и во целиот свет. First of all, it's a great pleasure for us to be here. It is not our first time here, and we always feel very comfortable here, very familiar. It is also great for us to be able to perform music composed by Mikis Theodorakis. Теодоракис е еден од најголемите композитори на 20 век. Неговото име е нераскинливо поврзано со музиката за филмот Гркот Зорба, која стана светска икона, но и со партитури за Серпико и бројни симфонии, ораториуми и камерни дела. Концертот беше во организација на Баги Комуникации во соработка со Амбасадата на Грција во Македонија. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.